Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, како што е познато на јавноста, овогодишниот карневал ќе се одржи под некоја нова содржина, нова програма, предусловена од иницијативата на Младинскиот совет на општина Струмица за промена на датумот на одржување. По долга дискусија, со огледување на сите аргументи за и против, Организациониот одбор донесе дефинитивна програма, која усвои Советот на општина Струмица, така да денеска можеме да ја соопштиме на јавноста кои ќе бидат термините на одржување на Струмичкиот карневал. Оваа пресконференција ќе искористиме исто така да го објавиме идејното решение на плакатот новогодишниот Струмички карневал и што е уште поважно, ќе искористиме да ја најавиме новата маршрута по која што ќе се одржува карневалот 2012 година. Се надеваме дека тоа ќе остане и традиција за подолго време. Како што веќе најавив, годинава карневалот ќе се одржува во истиот термин, значи одборот не се согласи со промената на терминот временски, единствено се согласи да се направи известни измени во датумите на одржување, односно спорната главна интернационална карневалска вечер, која досега се одржуваше во вторник, ќе биде поместена во сабота во време на викендот, за која што промена постоje многобројни аргументи, а и еден голем аргумент што во вторникот, имајќи во предвид дека големата посетеност на карневалот уневозможуваше посета на домовите на армасаните девојки, ќе ни се створи можност сега оваа традиција да ја обновиме. Имајќи ги овие аргументи во предвид, донесена е програма на настани за Струмичкиот карневал 2012 година и јас ќе ја замолам членот на одборот, Верица Узунова, да ја каже програмата, а после ќе образложиме по секоја точка. Добро, со оглед на тоа што веќе ова програма на настани е изгласана од Советот на општина Струмица едногласно за Струмичкиот карневал, еве заради запознавање на граѓаните, јас ќе ја прочитам од почеток до крај согласно тоа што е предвидено и предложено од Организациониот одбор на Струмичкиот карневал, како да се одвива динамиката на овогодинешното здание на Струмичкиот карневал. На 23 февруари во четврток ќе се одржи концерт под маски на музичкото училиште Боро Џони во Центарот за култура во Струмица со почеток во 20 часот. На 24 февруари во петок ќе се одржи свеченото отварање на Струмичкиот карневал 2012 година, традиционалниот маскен бал со избор на принц и принцеза на карневалот 2012 година во 21 часот. На 25 февруари во сабота 2012 година ќе се одвива главната карневалска вечер, односно интернационалната карневалска поборка, и тоа по булеварот Маршал Тито, улица Ленинова, улица Благој Мучето и плоштад Гоце Делчев. И со завршувањето на карневалот ќе се одвива целовечерна карневалска забава во гаража парти во 22 часот во подземниот паркинг на плоштадот Гоце Делчев. 26 февруари, недела, традиционален детски карневал по повод Прочка, улица Благој Мучето и плоштад Гоце Делчев со почеток во 11 часот. 27 февруари, понеделник, традиционална програма по повод Чист понеделник, варење на Белграф со почеток во 13 часот. Потоа има отварање на изложба на карикатури од наградниот конкурс на карикатура на тема Карневал и доделување награди на наградниот конкурс за афоризми на тема Карневал со почеток во 19 часот и 30 минути, значи истиот ден на 27 февруари, понеделник. На 28 февруари во вторник, како дел од Струмичкиот карневал, ќе се одвива традиционалното карневалско корзо со посета на домовите на армасаните девојки и доделување на наградите од интернационалната карневалска вечер, и тоа со почеток во 19 часот. И на 29 февруари во среда ќе се одржи одбележување на тримерските обичаи.
Значи добиваме неколку дена зголемена програма. Сметаме дека поместувањето на карневалот во време на викендот ќе биде во позитивна смисла како од аспект на барањата на дел од граѓаните на Струмица, но што е важно за организацијата, ќе дадеме можност да оформиме пакет, аранжман, значи за време на викендот. Тоа е веќе поздравено од туристичките агенции, веќе се јавуваат, ќе можат да понудат аранжмани за колективна посета на трите настани, односно Маскенбалот, големата интернационална вечер и исто така на детскиот карневал. Не сакајки да ја изгубиме, нели веќе тоа го спомнав традицијата, ќе дадеме посебен акцент на обновување на посетата на домовите на армасаните девојки, а вечерта ќе биде обележена, веќе тоа го слушнавте, со традиционално карневалско корзо, кое што ќе го направат, значи, наградените маски, кои што ќе имаат обврска, облечени, да едноставно да дојдат на бината да ги примат наградите, што ќе не подсети на времето кога Струмичкиот карневал се одржуваше на Струмичкото корзо. Веќе беше споменато трасата на која што ќе се одржува карневалот. Значи, минатата година, поради изградбата на плоштадот, бевме принудени да ја рудиментираме постојната траса, која беше традиционална повеќе години. Меѓутоа и од реакции на гледачите, од наши проценки, и тоа свативме дека таа траса е премала за големината на Струмичкиот карневал. Затоа ова година направивме напори да изнајдеме повеќе решенија за новото траса по која ќе се тој истиот одива, сакајки да главното случување секогаш биде на прекрасниот плоштад кој што го имаме, нели, од минатата година. По долготрајна дискусија и анализи заедно со сите карневалски групи и да не кажам најмногу понивен предлог е избрана трасата која денес ја презентираме и која што ќе биде, значи, презентирана на јавноста и карневалските групи. Сакам да искористам можноста да кажам дека и програмата која што ја прочита госпоѓа Верица и, значи, трасата, шемата на трасата на карневалот објавена на веб страницата на Струмичкиот карневал и секој може да ја погледа и да ја симне од таму. Значи, едно кратко објаснување. Местото на собирање останува традиционалното, околу меѓу двата кружни тока. Значи, од хотел Илинден и до долниот кружен ток. Од хотел Илинден до новиот кружен ток кај фонтаната ќе биде формирањето на карневалската поворка, а стартот ќе биде на самата фонтана, мислам на пред апотеката. Ќе се движи по страната на Тинекс, значи, кај што ќе има прва бина, кај што првично ќе бидат најавени групите, значи нема да ја изведуваат перформансот што го имаат смест припремено, него само официјалниот спикер ќе ги најавува за присутната публика. На семафорите кај Глобал ќе завртат и ќе се префрлат на улицата од страната на Општинскиот суд. Тоа е направено за да може возилата кои што апсолутно не сакавме да ги изгубиме со ова нова маршрута, да можат да го фатат агулот на вртење кај Хотел Централ, а и од една друга причина дека на оваа страна од улицата има повеќе можност за подобро да се распоредат гледачи кои ќе очекуваме во поголем број поради викендот. Пред Општинското собрание поворката ќе влезе на фактички корзото, Струмичкото корзо, односно улицата Благој Мучето. Ќе се движи се до плоштадот, каде што покрај изгалиштето, кое е сега поставено, ќе бидат поставени двете вип трибини и тука на простор кој е одлично осветлен со, значи, постојните канделабри, да се извинувам, исто така појачани со дополнително осветлување, ќе даде можност за собирање на голем број на гледачи, што беше и основна поента да донесеме овде трасата, бидејќи минатата година констатиравме дека
ova позиција не дава можности за собирање на голем број на гледачи, така да многу од нив не само поради лошото време, меѓутоа поради лошата местоположба го напуштија карнавалот. Се надеваме дека ова ќе биде погоден. Потоа, по изведувањето на точката, поворката ќе продолжи по Струмичкото корзо према градскиот парк, каде што ќе имат можност за излез било на едната, било на другата страна преку новоотворениот пат. Тоа што се однесува до маршрутата, сега викендот, значи ова промена ни даде и една нова можност да го поместиме времето на одржување, што беше многу важно од аспект на, бидејќи големината на карневалот не носеше во доцните часови кои стануваше многу студено, значи сега со едно 2 часа померување на почетокот, дилемата беше дали 2 или 3, може би до крајот, тоа ќе го дефинираме, меѓутоа за сега сме 2 часа да го поместиме времето на тренување, односно во 17 часот, не сакајќи да го изгубиме ноќниот карактер на Струмичкиот карневал, кој што е традиционален. Ако отидеме во попладневните часови, мислам ќе изгубиме она што го имаме како традиција. Така да со приемот кој ќе се одржи некаде во, најверојатно во 15 или 16 часот овде во домот на Арама, ќе отпочнат случувањата, а поворката ќе стартува во 17 часот. Мислам дека ова се доволни објаснувања, сите тие информации ќе ги има и веќе ги има на веб страницата на Струмичкиот карневал. Јас ја користам оваа можност да кажам уште еден битен момент за учесниците во карневалот. Значи, ќе биде ограничена возилата. Значи, бидејќи ќе се минува преку плоштадот, возилата ќе бидат ограничени до 10 тонска тежина, до 12 метри должина, 3 метри во ширина и 3,5 метра во висина. Јас мислам дека тие се доволни димензии, било кој креативен учесник на карнавалот да може да направи извонредна маска, така да мислам можноста за движење на возилата нема да биде воопшто скратена и ние како одбор, значи апелираме до сите оние кои имаат таа можност и желба, значи да направат тие така наречени алегорични коли. Тоа што се однесува до самата маршрута, ако е потребен одреден коментар за програмата, стоиме на располагање за прашање. Јас само можам да кажам, може и членот на одбор Дване Патрикот да не информира околу новоста за изработка на нови униформи на струмичките мажоретки. Сакаме ова година да излеземе, ова промена да биде пропратена и со уште една новина, а се надевам, еве јас ќе искористам можноста дека до денот на одржување на карнавал ќе ни стигне и големиот видео екран кој што Советот донесе одлука да се набави на наша иницијатива, а која ќе послужи на градот. Така да јас ја користам оваа можност да заблагодарам и на градоначалникот и на Советот за извонредната соработка со Струмичкиот карнавал и поддршка на сите наши иницијативи. Добро, Цицимов најави дека веќе за мажоретките се подготвуваат нови гардероби. Годинава организационниот одбор смогна сили и средства секако да ги возобновиме гардеробите на мажоретките. Веќе тие се еден прототип е изготвен и мене ми е жал што не е тука моделот да го видите, да го презентирате на јавноста, но еве тоа нека биде еден вид тајна и промоција на овој дел, на ова новина на карнавалот. Исто така не знам дали спомнавте дека имаме веќе идејно решение и за плакатот годинашен. Тоа е веќе готово и одобрено и се надеваме дека од следната недела ќе биде тоа презентирано во јавност и во градот. Јас мислам дека сега со новата позиција, а тоа беше една и од причините за изместување на трасата, бидејќи ако ние се лоциравме на старото место,
како минатата година, а се одржува во сабота, ќе навистина проблем. Тоа е една од причините зашто ние инсистиравме да се качиме на поштадот, кај што ние на мира ќе може да работиме во текот на целата недела, значи да се прават припремите, озвучувањето, без да се стопира сообраќајот. Сообраќајот ќе може да се, да кажем, на еден час пред самото одржување на карнавалот да се расчисти, а мислам дека главната гужва на Струмичкиот пазар веќе и не е тука во центарот, него е поместен со изградбата на новиот пазар. Така да од тој аспект мислам дека Струмица ќе биде многу порелаксирана во однос на сообраќајот него досега со поместувањето. Бидејќи ние знаете дека моравме да ја затвараме оваа улица Невена Стојкова, потоа Моша Пијаде, булеварот, кога ја монтиравме бината. Трибините, нели? А сега трибините слободно ќе ги монтираме на плоштадот и тие ќе ни служат и на големиот карнавал и на детскиот карнавал. Еве сега за прв пат и на детскиот карнавал имаме можност, значи вид трибина, значи некои гости кои порано имаат дилема дали да присуствуваат на маскенбалот, на детскиот карнавал или на главната карнавалска вечер, сега ќе можат со едно доаѓање да ги посетат сите три настани. Тоа е значи позитивната придобивка од ова промена. Јас може би постана дилема зошто не спомнавме местото на одржување на маскенбалот, само го рековме датумот. Значи по законските прописи принудени сме, значи и тоа веќе го правиме неколку години, да распишеме тендер за пријава на во кој обект ќе се одржи маскенбалот. Огласот е веќе распишан, кој ќе го знаеме резултатот од пријавените, ќе биде благовремено известен на јавноста за местото на одржување на маскенбалот. Во вторник сега го враќате овој стариот вистински карнавал. Ќе ги поттикнете ли, некој начин ќе го поттикнете да кажеме оваа традиција што пред повеќе од 20, 30, 50 години одржува во Струмица, да се одржува, да се врати на еден начин повторно во самиот ден, значи на самиот ден во вторник, односно да се оде по кој кажа што има масење. Имате нешто посебно што ќе се поттикнуваат самите оние што се прават карнавал и самите оние што кажа што има армасени девојки. Да, со самото тоа што ние не дозволивме, значи промена на терминот на одржување, го покажавме целосниот респект по нашата вековна традиција. Значи, идејата да се врати карнавалот на Струмичкото корзо е баш со таа желба, бидејќи вие помладите може би се сеќавате дека после корзото и учеството на маските се одеше во куќите на насаните. Последниве години, кога Струмичкиот карнавал зеде преголем замав, секој сакаше да биде дел од големата поворка, така да оваа традиција беше напуштена. Со самото тоа што ние ја поместивме, се надеваме, а ќе правиме и напори како одбор, значи да го обновиме посетата на домовите на арнасаните девојки. Ние и предходните години имавме, дававме и одредени награди. Да, имаше одредени награди. Со преголемиот ангажман на самата карнавалска вечер го запоставивме тоа. Година срамежливо ќе почне, ќе идеме плашејќи се да не повторно правиме карнавал во карнавал, нели? Тоа ќе биде значи она спонтан карнавал кој што го одржал Струмичкиот карнавал со векови. Да, тоа ќе биде дефиле на наградените маски во суштина. А секако секој оној кој што традиционално како и порано чувствуваше потреба таа вечер, значи да се облече, да излезе, нема, мислам тоа ќе биде апсолутно нели нормално, со таа разлика што таа вечер нема да биде она музики, нели скари и тие работи кои што беа и причина за да се покрене иницијативата. Само ќе прашам. Знаете ли ќе за тоа сме тук. Да, значи годинава за разлика од многу години порано, доста рано имаме одредени, да не кажем уште пред нова година, потврди за учество. Ние сме срекни, тоа кажува и за реномето на Струмичкиот карнавал. Значи до сега можем да кажем дека своето учество на Струмичкиот карнавал го потврдија за прв пат група од Белгија, од градот Арлон, група од Турција, за втор пат ќе ни гостува годинава, за прв пат група, мислам минатата година имавме за прв пат група од Романија, нова година ќе имаме исто така за прв пат од друг град.
od Romanija. Potvrdeno mi je učestvo isto tako za prv pat od Hrvatska grad od Ludbreg, do sada ne učestvovao. Potvrdeno učestvo za prv pat na gradu Šoštan od Slovenija. Očekujeme našите tradicionalni gosti od isto така да дойдат. Мислам, имаме потвърда, меѓутоа дилемата е која маска да дойде. Od Srbija, od nekoliko grada imame potvrdi. Veke problem nije su od gostite od Bulgarije. Veke pravime, kako da kažeme, selekcije. Restrikcije. Бидејќи има најава на повторуваат групи. Така да можеме да кажеме дека некои од поканетите 20 на групи од странство кои ги имаме, некаде повеќе од половината, некаде околу 14-15 го потврдија своето присуство на Струмичкиот карнавал.